Ете така, добро ви утро уште еднаш. Еве сега од овој дел од овде во студиото се враќаме повторно назад со она што ви го најавив со разговор овде во живо. Ке зборуваме за нешто што многу се користи овој период, а само затоа што сме во период кога има многу вируси, има бактериски инфекции, еве знаете дека и грипот е присутен меѓу нас и многу други респираторни заболувања, бидејќи во таков период сме, нели, зимскиот период, јануар, февруар, месец март, во февруар се очекува веќе и пикот на грипот. И она што е многу корисно за сите вие кои што имате респираторни заболувања периодот, па и алергиски заболувања, она што е многу корисно е посета во солена соба. Токму за тоа, како функционира солената соба, кои се придобивките од солената соба, ќе разговараме ова утро со нашата и ваша утринска прва гостинка, Катерина Андоновска-Вученовиќ, халотерапевт и собственик на студио Salt Cave, или солена пештера, односно тоа е преубавата солена соба. Ние имаме и фотографии, гледачите ќе ги видат во текот на разговорот, ќе видат како изгледа престој во солена соба. Јас верувам дека е тоа многу убаво. Не сум била, минатиот пат не дојдов, ама овој пат се надевам ќе дојдам да видам како тоа изгледа. Кате, добро утро. Добро утро. Благодарам што покрај сите обврски кои што ги имаш периодот, ете така одвои време за нас, за нашите гледачи. Да позборуваме малку за придобивките на солената соба. Знам дека периодов имате многу гужва, дека нон-стоп сте во работа од рано наутро до рано навечер, бидејќи навистина големи се придобивките, поготово во овој период од солената соба. И сега за почеток јас кажав малку во воведот за кои состојби се користи солената соба. Меѓутоа еве вас како стручно лице директно која што сте вклучена во целиот тој процес, зашто најмногу се користи солената соба? Вака, придобивките од солената соба се групирани во 4 групи. Значи, прво и основно како терапија е откриена за респираторните заболувања. Меѓутоа многу добро делува и кај кожните заболувања, го зајакнува имунитетот и делува во делот на релаксација на организмот. Значи, како терапија е откриена од страна на еден полски доктор, кој што открил дека луѓето кои што работат во солените рудници не заболуваат од болести на дишните органи, за разлика од рударите кои што работат во другите рудници. И така, тој е татко и основоположник на халотерапијата, почнува да се занимава со испитувања и за тоа како солта делува, со кои механизми и нели како може понатаму да се применува. Така настанува идејата за првите солени соби. Од кога се, ако имате податок? 1860 и некоја година. Значи, веќе 150 години, така да. Значи, како терапија доста се развива, се усовршува. Како поминува времето, се повеќе и повеќе има студии кои што го подкрепуваат, да кажам, тоа негово откритие. Се работи се повеќе и повеќе на многу, да кажам, полиња во медицината. Канада веќе имаат цели клиники кои што лечат со солена соба. Во Европа солената соба е поддел на здравството. Значи, како кај нас физикално бањското лекување, кај нив си е под фондот за здравство и редовно го применуваат. Да. Навистина не знаев за овие придобивки, како што ги кажавте, например, за кожата. Што конкретно, кои се конкретно придобивките на кожата? Ајде, добро, за респираторните заболувања знаеме, ама може еве малку по-детално да ни кажете. Да, значи за кожните состојби, значи многу помага, нели, како и морето. За псоријаза, екзема, значи луѓе кои што имаат атопични дерматити, сува кожа. Самата сол има едно својство да е хигроскопна. Значи, таа ја повлекува влагата и практично кога вие сте изложени на солта во солена соба, таа практично го хидрира, ја обновува кожата, прави како еден пилинг на лицето и воедно ја подмладува и ја враќа еластичноста, ја враќа, да кажам, природната состојба на кожата. Со тоа што они се малце поупорни, да кажам, како болести, нели? Збориме за кожните. За кожните болести, да, треба повеќе терапии, нормално соодветна нега после тоа. Така.
Одат веќе кате фотографии кои што не ги испративте, одат веќе може да ги видите гледачите како изгледа солената соба, односно ова е студио Salt Cave или солена пештера, така го носи називот. Значи тука гледаме дечиња. Сега сакам да прашам од која до која возраст е дозволено да се користат услугите на солената соба и како изгледа еден третман? Колку временски, колку пати во неделата? Така. Или предпоставам во зависност од состојбата? Да, индивидуално е. Значи, инхалациите најчесто траат по 40 минути, меѓутоа зависи пак да кажам од самиот клиент. Почнуваме со бебчиња од 2 месеци па нагоре. Значи, од толку мали? Но толку мали, да. Значи, со нив најчесто се почнува да речеме 20 на минути, со тоа што за цело време јас ги следам како реагираат и нели сам сега, самата инхалација е индивидуална. Па затоа е многу лесно да се приспособи на секој клиент. Особено на почетокот влегувам јас со клиентите, воедно и да им објаснам нели што е солена соба, што се случува, што ќе се случува, што може да очекуваат и според тоа ги следам и реакциите за сето тоа време на дечињата и на возрастните. И така ја одредуваме концентрацијата за да имаме најдобар ефект. Сега, колку пати, кажавте дека е индивидуално, температурата која е на солената соба или и тоа е индивидуално? Не, солената соба е 20 до 25 степени, значи собна Одлична температура, да. Бидејќи гледаме, еве, тука се дечињата облечени, нели? Ова е внатре во солената соба, значи може да се оди, предпоставам, боси или како одат? Убаво е да се боси, затоа што долу има подно грење и сол која што е како песокот на плажа. Така да они кога ќе дојдат во солена соба се чувствуваат како на плажа, ја доживуваат како игротека, нели пред се за најмладите, меѓутоа и за возрастните многу пријатно нели она чувство на топличко која ќе згазите. Гледам дека се повеќе дечиња, значи може тоа да е во група, колку максимум, дали може да биде индивидуален третманот само за еден човек? Да, најчесто се индивидуални, меѓутоа дозволуваме и да кажеме другарки, колешки да си дојдат групно. Порано беше групна терапија, да кажам, не се познаваа клиентите. Меѓутоа, после COVID некако секој го се плаши. Да, и преминавме кон тоа да е индивидуално, што од друга страна е и полесно за да се одреди концентрација. Кога сте во група, јас морам да дозирам по најмалата, нели по оној на кој што му е потребно најслаба концентрација. Додека кога е индивидуално, колку треба толку. Кажувате кате инхалација. Истовремено тука и се инхалира, така? Да, значи солената соба е практично еден асептичен простор која што е направена од сол. Таа ја имитира климата во солените рудници. Сега таму рударите копале и летале честички со кои што они се инхалирале. Кај нас кога копаат децата исто е магла се. Навистина во соба? Да, се е замаглено и играат нели во солта. И тоа е инхалацијата? Не, постои апарат кој што ја дозира и ја испушта медицинската сол во просторијата. Значи, оваа што е направена солената соба, таа е камена сол, додека за инхалација се користи еднократно испуштање на медицинска сол. Значи, таа е прочистена, хемиски чиста, да кажам стерилна, нели, и се употребува нели во медицината за медицински цели и за инхалации. Но тоа е како една магла во просторот, која што вие практично додека сте таму ја дишете. Како возрастни нели можете да се изрелаксирате, да се намали светлината, нели има лежалка или кревет да си легнете баш она да како да сте на море. Да избегате од секојдневието, да, затоа ни е таа слика малце да се доближиме до морето. Да, се гледа, се виде и на фотографиите. Сега она што ме интересира е претпоставам дека има и состојби кога не се препорачува солена соба. Например, можеби некои хронични заболувања, некои луѓе кои што имаат можеби проблем со, сега не знам точно, еве вие ќе кажете со повисок притисок, можеби не сум во право, ама има ли некои состојби кога баш и не се препорачува? Така, има, да. Значи, пред се е забранета за луѓето со проблеми со бубрезите и оние кои што одат на диализа. Значи, дефинитивно е забранета за нив. Во однос на луѓето кои што имаат проблем со притисок, многу е битно да е притисокот регулиран. Сега има некои понови студии
кои што велат дека солената соба, затоа што содржи многу големо количество на негативни иони, делува релаксирачки на организмот, го опушта, го смирува срцето, го смирува самиот организам и делува на смирување на притисокот. Така да баш може за тоа. Исто забрането е за луѓе со температура, луѓе кои што се акутно болни. Да речеме, еве сега грип има некој, забрането е кога сте акутно болни да присуствувате во солена соба. Да кажам, не толку заради просторот, туку заради тоа што кога имате температура и плюс со солта може да дехидрирате. Значи, тоа е причината за која што не сме особено со температура нагласувам. Нели се чувствуваме добро затнати и си викаме добро ќе ни дојде една инхалација, меѓутоа забрането е. Забрането, да. Така, значи кога е акутен вирусот во моментот, значи тогаш и кога има температура над 38 никако не сме солена соба. Сега, она што ќе треба да кажеме е дека вие никогаш не доаѓате кај нас со празни раце. Баш напротив, ќе доделиме еден ваучер за оној гледач кој што ќе ни се јави и кој што ќе сака да ги користи услугите на Salt Cave, односно на солената соба. Може да ни се јавите овде во студио, ги знаете нашите телефонски броеви, може да се јават и баби и дедовци па за своето внуче да биде. Претпоставувам ќе биде за бидејќи еден за двајца ќе може, ако е детенце да го придружува и родител, така. Ете така. Може да ни се јавите од режија или овде во студио или да си оставите податоци. Еве, оставам на режија како ќе одлучат колегите. Ако се вклучите во студио, ќе си помоабетиме малку. Ако не, ќе оставите име и презиме и телефонски број, со КТК ќе ве контактираме и ќе ви објасниме и во текот на емисијата каде се наоѓа Salt Cave или солена пештера. Сега, Катерина, вие покрај тоа што сте собственичка на солената соба, исто така сте и халотерапевт. Она што е сега актуелно во моментов, ќе организирате и работилници за халотерапија. Што прво значи халотерапија? Халотерапија е потекнува нели од грчкиот збор халос, што значи сол, и терапија. Значи, како да се применува солената терапија. Кај нас, да кажам, фали едуциран кадар. Значи, дел од солените соби функционира, да кажам, на ниво на спа центри со иста концентрација, во исто време траење, нели не знам каде е индивидуално, каде не е индивидуално. Меѓутоа, она што е битно е дека навистина има зголемен интерес за солена соба. Навистина се повеќе и луѓето го гледаат бенефитот и препорачуваат еден на друг на трет. И значи стварно сметам дека има потреба да едуцираме кадар кој што ќе може да работи и да кажеме Скопје е многу голем град. Значи верувате, јас имам клиенти и од Гевгелија што доаѓаат, и од Кичево, од Охрид, од Куманово. Значи од цела Македонија луѓето доаѓаат и бараат спас. Значи има солени соби во другите градови и значи се надевам дека со таа обука за халотерапевти која што планираме да ја спроведеме, халотерапијата ќе издигнеме на едно повисоко ниво, да, каде што ќе можеме многу повеќе да допринесеме и да помогнеме со самата сол во изборувањето со самите состојби на луѓето. Затоа што навистина како една природна терапија дава неверојатно добри резултати во изборувањето. Сакам да прашам и за загадувањето. Скопје знаеме, значи често пати и меѓу првите места и во Европа и во светот. Помага, претпоставувам дека да, нели при оние состојби кои што ги имаме ние и алергии и проблеми со дишењето од загадениот воздух. Тука колку често се советувате да се користи солената соба? Така, значи... За ние што живееме овде, за нас скопјаниве, што сме ностоп под ваков загаден воздух. Ние секој ден штета нема да имаме. Мислам, еве, јас сум секој ден, да не речам скоро по цел ден. Значи, штета нема, не можете да се предозирате како луѓето што живеат на море. Во однос и на аерозагадувањето и во однос на вируси, бактерии, солта во солената соба има многу мала димензија, 1 до 5 микрометри. Со таа нејзина димензија, таа може да навлезе
најдлабоко во ушни каналчиња, во крајници, позади назалниот дел, во белите дробови, во алвеолите, го разводенува секретот и нели почнувате да тече нос, да искашлувате, да кивнете и делува како една бронхијална четка. Значи вие нели со една инхалација делува како внатрешно да сте си ги испрале дишните патишта, да, и со тоа се исфрла и прашина, и тешките метали, полен, да кажеме, ситни частички, буквално се што, да кажеме, влегло со вдишувањето, значи се исфрла, да. Да, сега, значи, навистина е добро, барем еднаш неделно да се практикува. Тоа е, да кажем, едно рекреативно ниво, каде што нели ќе си го држите многу високо имунитетот и ќе можете да бидете навистина како што треба. Така е. Сега да се вратиме повторно на обуките. Обуките ги одржувате вие, се уште се отворени, така? Може кој сака да се пријави, кажете како оди тоа се. Еве можеби имаме заинтересирани кои што би сакале да се приклучат. Така, да. Значи се уште не сме отпочнати во процедура. Сакам, значи, кај да се надевам дека за многу кратко, можеби овој или другиот месец ќе се отпочне со обука. Значи се работи на програмата, затоа што сакам нели да биде опфатено детално и самите болести и како се делува, со кои концентрации, колку терапии, ќе има и практичен дел каде што нели да кажеме кај нас во солената соба ќе може да се едуцираат и како теорија да имаат луѓето кои што ќе дојдат на обука и како пракса, затоа што во суштина обуката како обука нели можеме да прочитаме секаде, меѓутоа пракса е друго. Да, навистина, значи сметам дека праксата е многу битна. Битен сегмент во однос на тоа, затоа што вие кога гледате како реагираат, кашлаат, не кашлаат, треба да намалите, треба да појачате, да речеме да се растече носе, особено со дечињата. Со возрастните многу едноставно ќе ви кажат, намалете ве молам или зголемете, може. Дечињата се заиграни и се поспецифични, да. Сега овој период каде се користи солената соба, кажавме бидејќи нели и алергии, и вируси, и грипот е активен. Што е со летниот период? Имате малку помалку работа на лето или исто е? Така. Значи настинките бидејќи луѓето нели одат и летен период на море, така. Да. Настинките почнуваат нели веќе октомври, ноември, вируси тука. Со почетокот на училиштето на школската година. Да, и како сите се собираме, времето заладува. Сега веќе од февруари се отвара таа сезона на алергии. Кога веќе почнуваат првите пролетни, да кажам, полени. И тука веќе кога паѓа пикот на, да кажам, на овие болести, тука веќе почнуваат алергиите. Алергиите се некаде доминантни па до лето, до јуни, до јули. Значи тој период до кај јуни доаѓаат луѓе кои што имаат проблеми со алергии. Нели, нормално оние кои што тековно си се одржаваат во текот на годината и луѓето кои што, да кажеме, барем во јули не можат да отидат на одмор. Значи јули и август се веќе месеци кога навистина одмарам, кога јас може да отидам на одмор малку, така. Да, кога веќе од септември, како луѓето се прибираат, септември, октомври, веќе повторно. Да. Неисцрпна тема, имам уште многу прашања, ама мислам дека веќе опфативме горе доле се. Ако нешто заборавив да прашам, а треба да се каже и е значајно за солена соба, еве, искористете го времето. Каде се наоѓате за сите заинтересирани? Ние сме во Маџармало, помеѓу Нова железничка и Народна банка во зградите. Работиме нели веќе од 2012, уште малце 13 години. Да. Сакам да напоменам еден битен момент за солената соба. Нашата солена соба има вградена опрема за стерилизација. Значи, од инхалација се стерилизира, нели, после тоа. Многу често луѓето се прашуваат, ама да не фатам јас некој вирус, таму сите кашлаат, киваат, вистина е сите кашлаат, киваат, дуваат нос. Затоа што така доаѓа, нели, нормално природно. Тоа е поентата. Значи, за тоа доаѓате во солена соба да се исчистиме од секрет и од се. Меѓутоа, нели, она што е битно дека се прави стерилизација на просторот. Има студија во Турција која што е работена баш пред 2 години, ми се чини. Таа вели дека самата солена соба
без опрема за стерилизација е 30 пати постерилна од најстерилната операциона сала. Тоа значи дека самата сол навистина не дозволува пренос на бактерии. Да, и вируси. да, значи има ситуации кога ќе дојдат другарки, сестри со децата, каде што едното, нели, да кажеме сега е добро, меѓутоа до вечер кренало температура или да кажеме избиле си паници, нема пренос. Нема пренос, мислам, дефинитивно, нели, во контакт сме со родителите, ќе се јават, ќе кажат да знаете, нели, коректни се. Да. Нема пренос на, да кажам вака, директно од инхалацијата додека сте таму. Природата си го направила своето. Значи, Да. солта, придобивките од солта и од солената соба се огромни, еве како што кажавте, значи и за респираторните заболувања, алергиите, кожата, еве што јас не знаев. Да. Катерина, ви благодарам многу за гостувањето. Ќе ве повикаме повторно да се доискажеме во оној дел што не го доискажавме за солената соба. Има уште навистина многу што да се зборува. Ви благодарам, ќе ве ослободиме сега да се вратите Благодарам на и вашето јас. работно место, бидејќи ве чекаат сигурно луѓето кои што сакаат да ја користат солената соба. Само уште едно прашање, сосема накусо на крај, дали се користи за пензионери, односно за возрастните, зборувавме за децата, меѓутоа дали возрастните луѓето во трето доба може да ја користат? Може, да. Значи нема ограничување. Да, доколку нема... Освен со оние што кажавте кога не се користи. Да, значи и за оние кои што имаат проблем со притисокот, значи да си се со Да си биде константна регулиран. терапија. Да, значи притисокот е секако добро да е со константна терапија, меѓутоа нели да не би да зимам, не зимам, па бев во солена соба, повеќе како психички им се качува нели од страв, Так. или да кажам имаат како да не се угушам, да не ова Да, мислам. такво е чувството. Да. Благодарам многу.